За Чебрен, наместо со новиот воз на македонски железници транспорт, кинезот Јутунг, кој според возниот ред од железничката станица Скопје за Битола тргнува во 6 часот и 42 минути, тргнав со моето возило, мојот олдтаймер, рускиот КамАЗ, кој еве 26 години неуморно е мој верен сопатник низ Мариовскиве села. Кинисав во исто време кога киниса и возот, а во Битола стасав речиси во исто време заедно со возот околу 10 часот и 16 минути, каде што ме чекаше мојот пријател Димче Ковилковски, заедно со него и мојот верен сопатник рускиот КамАЗ, продолживме по стариот 57 километарски, делумно асфалтиран, делумно макадамски стар пат, меѓу Мариовци попознат како Вранцуско џаде, Вранцуски пат, преку селото Новаци, селото Рапеш, селото Маково, Рапешкиот мост, селото Старавина и по речиси 1 час возење стасавме во селото Градешница, каде што по кусиот одмор во Градешница мојот верен сопатник рускиот КамАЗ го оставив да ужива во колоритната убавина која природата му ја дарила на селото Градешница. Почитувани мои, ова е стариот джип КамАЗот, кој што скоро 20 години ме служи. Секаде каде што патувам ја, патува и тој. Да знае да говори, ќе каже кај бил и што бил, со колку луѓе се стретнал, во колку села влегол и ќе ме служи се уште понатаму. Еве сега од овде ќе одам во селото Зович да видам таму како живеат селаните од селото Зович. Патот го продолживме во поудобна вожна со неговиот Land Rover, затоа што патната делница од околу 5-6 километри, која водеше од Градешница преку Старавина до селото Зович е асфалтирана и по 15 минути лагана и удобна вожна, како што умеат да кажат Мариовци, дојдовме во Зович. Кога стасавме во селото Зович, сонцето беше високо на Зовичкото небо. Не изгубив надеж дека ќе најдам некого во селото, затоа што селаните од селово си има работа. Едните со овците, другите во нивните мали градинчиња и бавчи го плеваја кромичето, лукчето, ги прашаја што туку изникнатите компири, патлиџани, благиот и лутиот пипер, раната пролетна зелка, третите го вадеја пирејот од разораните ораници, ги припремаа за новата реколта од овогодишното производство на тутун од типот прилеп, да си помове там со нив, тие да ми раскажат дел од минатото на нивното родно село, да ми раскажат дел од многуте приказни, легенди, устни преданија, адети, обичаи, кои ги запаметиле, а ним им ги раскажале нивните родители, дедовци, баби и соселани. Насред селото веднаш зад зградата на некогашното селско училиште, во убаво средениот селски двор, си седеа и нешто меѓусебно си муабетеа 80-годишниот Милан и неговата бабичка Сава Шкатреви и Цане Трпчевски, родом од селото Градешница. Се историвме здравоживо, по-старо, со добро ми дојде и добро те најдов, и откако им раскажав кој сум, што сум, од кај сум и зошто сум дојден, си го поставне муабетот на долго и на широко за се што било и за се што не било. Како ти е името? Милан. Што години имаш? Од сумката. Од која фамилија си? 37. 37, како се викаше татко ти? Јован. Мајка ти? Ленка. Од Скакревци. Ти како се викаш? Сава. Од кај си родом? Од Чаништа. Од Чаништа? Да. Што години имаш? 82. Како ти излага домаќина од Чаништа овде кај Зович? Аби сега мало кој да го земе и јас дојдам. Како те зедал со свадба или бегалка? Не свадба, например, не бегалка. Вака да ми кажеш кое време беше? Пролетно, есенско, зимно време? Не, зимото се ти Ѓорѓи. Те слуша дедо, те слуша? Ами, арно се слушаме кој сте 20 стари. Колку мина станавте во селово? 13 души. 13 души, Со а? се овчари, со секој да. Стари, пензионери. Кај се собирате вака да речеме?
Преку денот вака да се видите? Никаде дома. Дома? Дома. Што Ja sam ovdje, to je tamo i roško. Што поработувате се вака во години? Nije ne rabotamo ničo. Башчите, градините, друго нищо. Така. Ни селово не можеме да те прошетаме. Стари сме. Староста одамна не втаса. Со бабава ја растуривме деветката, нозете не сакаат да одат, ми велеше дедо Милан. Синко, колку сакам да прошетам ни селово, ни со качињава, пацињата, по моите ниви да ги видам што стори лозито кој долани со дедово мој го работевме, до сливчињата некој слива да си наберам, ама нозебе не ми одат, пустава старост ме навјаса, туку еве го нашиот Цанко, тој ќе ве прошета ни селово, ми велеше 80 годишната баба Сава Шкатрева. Ми се радуваше душата, ми се исполни срцето, се радував, навистина се радував, кога на мојот пријател Димче Ковјуковски му подвикна баба Сава. Димче гале, Цане внучко, прошетајте го детево ни селово, прво однесете го во дворот на Маринковци, кој е најубав двор во селово, потоа покажете му ја школијава, однесете го до црквана и запалете свеќа за здравие и за мене и за дедово мој. Немој да заборавите да го однесете до рекана, до мостон, да го види и него и да го однесете до Чебрен. Лево од мојата страна се наоѓа една куќа која е реставрирана во, значи, како што било некогаш, како што со кој се користеле мештаните на селото. Овде имаме една кола која била на времето, носеле сламатели, има кошариње, има бочви, има, значи, некои стари работи на времето што се користеле за, значи, за потреба на мештаните. Сега ќе се обидам и ќе ве воведам да видите овие предмети одблиску. Значи, она старото што било, гледам онде дека има и некои самари на времето што се употребувале за, значи, за стоката, самарите и некои интересни работи, значи, од старо време. Зовиче уникате рај. Зовиче село со мариовски атрибути, со камени, кујчи, во чие камено дно на градешката клисура, обвиткана со гранитни карпи, се слуша ехото на природата. Зовиче село каде што измрзнатите карпи ја смируваат разбрануваната вода на градешка река. Зовиче село каде што многуте растенија, грмушки, цветни ливади, колоритниот душек од трева му дава топлина, ја започна својата приказна Цане Тавчевски. Зович е разпослано во средишниот дел на Мариово. Сместено на карпестата заравнетост меѓу двата ридски гребени на југ и север, на чиј врв е изградена малата црквичка Свети Атанасии. Голем број на поранешни селени жители и нивни потомци се уште доаѓаат в село, ги посетуваат своите куќи, дел се обновени, а дел ги обработуваат и своите имоти. Големо беше селово, убаво се живееше во него. Зович имаше тројца сарачи, 5 налбати, 2 снајдери, 2 берберници, 2 самарџии, 10 воденици имаше по рекана, 2 ковачи, 1 дограмаџија, 1 тислер, 1 тенекеџија, изработувачи на камени корита, 3 мајстори имаше, 2 мајстори имаше кои им зема мерка на коњите, седлари ги викавме, најдобри мајстори за каци, бочви беа зовичани. Во селово имаше 5 мајстори казанџии, мајстори за џидање на казарници и мајстори за правење на казани. Секоја куќа со казарница беше свој казан си имаше. 2 пати во Зович ракија се вареше, по Богоројца голема, кога ќе узреа сливите, и по Ѓурѓоен, кога ќе се допиеше виното, продолжи да ми раскажува
Цане Трпчевски. Маринко неодамна си ја реставрира неговата куќа во стар мариовски стил. Најубава е не само во Мариово, туку во сета битолска колија. Ваква етно поставка на отворено нема никаде во колијава. Се што гледаш внатре, се е поставено онака како што некогаш беше во секој мариовски двор. Ешто времине беа тоа, убави времена, додека сум жив, нема да ги заборавам, ми велеше Цане Трпчевски. Водениците по рекана цела година работеа, се мереше брашно и за стоката и за луѓето. Остро брашно воденичарите мелеа за посол. Пред месаријата да го фрли месениот леп на цедилото, со острото брашно прво цедилото го посолуваше, за да не се залепи непечениот леп на цедилото. Мекото брашно воденичарите го викаа мајкино брашно. Царевното брашно воденичарите го мелеа на поостар воденички камен. Воденичарите царевното брашно го правеа на штоктоку клепаните воденички камења да се поизврзнат, а после се мелеше брашното за лем. Кога месаријата ќе ги извадеше сомуните од фурната, ние децата да не го изедевме, пошто беше многу жежок, ни велеа. Почекајте малку, прво нека си појде кај мајка му, сладко се насмеја Димче. Секоја година селото избираше водар. Колку клаинци, толку водари. Си имаше сатнина. Која куќа колку стомни, бардаци ќе наполни кое време. Повозрасните големи бардаци носеа. Поголемите бардиња ги носеа ергените, а помалите, мобите и невестите. На децата им купуваа дулиња со свирчиња. Се надпреварувавме кој повеќе пати ќе појде со дулето вода да наполни. Не залажуваа. Секое дете над зидот речка ставаше, ни велеа кој најмногу речки ќе направи, најмногу алва ќе си купи од кај алваџијата, кој секоја недела доаѓаше в село. Некој пат не ни купуваа, ама итри бевме јајца крадевме од кокошарникот, пат сладко се изнасмеја мојот пријател Димче Ковилковски. Зович е атракција и реалитет. Дише со чист воздух. Градешка река го пара кањонот Чебрен. Зовичката долина секогаш е атрактивна за археолозите, дивите копачи, рударите. Грамадните разголени карпи, остатоци од тврдини, керамика и гробници од античкиот период, грниња со злато, високи древни дрвја, древните цркви, манастири, светците овековечени на карпи и што ли уште не, мамат да ги допреш во манир на литерат со поетски пој, ја надополни цаневата приказна Димче Ковилковски. Зович е уникатен. Свети Ѓорѓија насликан во Карпа бдее над Зович. Верата чисто дише под ведрото небо и природен амбиент. Карпата Светец го чува стариот Зовички камен мост, созидан високо над Градешка, како дел од древниот Вија Игнација, а долу под мостот, приливајќи се во големите камени длабоки и извазнати корита, бистрите подкај планински води, милозливо во преливни нијанси се поклонуваат пред светителот пред да навлезат низ длабоката чебреска клисура, завиткана со гранитни карпи, во кои се слуша екото на природата и говорот на водата, ја искажа сета своја литерарна дарба, дарена од Бога Димче Ковилковски. Зовичкиот мост е камено-лачен мост кој ја премостува Градешка река. Се смета за едно од најубавите архитектонски зданија во Мариовскиот крај. Мостот бил изграден уште во турско време, но бил дрвен. Како таков функционирал се до 1952 година. Таа година еден селанец со воловската кола застанал пред мостот. Неговите две деца, кои биле со него, ги желе стомните да ги наполнат од блиското кладенче. Колата била претоварена.
татко им ги потерал воловите, запрегата тргнала, таман навлегол, со се воловите, колата, мостот се рушил во реката, раскажуваше Димче Ковилковски. Некој ќе рече не чинеше Титова Југославија. За некако не чинеше, ама за нас Мариовци Бога ни чинеше, посебно западнатиот мост. Кога падна мостот, се чутуткавме, се чиневме, не да го поправиме, туку да го направиме. Во тоа време на Мариовци отаде Црна и одавде Црна мостот им беше најпотребен. Со добиче, со коњке, со магарче преку мостов одевме до манастир, а оттаму со реизот на пазар за Прилеп одевме. Туку да се вратам на мостот, како што ми кажуваа моите, мостот се струполил пред Свети Никола Летен. Дента паднал, а другиот ден војската стасала. Дедо ми има кажувано дека дури од Белград лично дошол сојузниот секретар за народна одбрана на Федеративна Народна Република Југославија, генералот Константин Коча Попович, по наредба на Тито. Во придружба со генералот, во Зович дошло сето раководство на Народна Република Македонија, на чело со Лазар Колишевски. Инженерците на ЈНА својата работа ја завршија за 2 дена. Ете вако остана до ден денешен. Инженерците ја обновиле и денешнава воденица, што и денеска стои овде под лакот на мостов. Војската дури и мајстори знајдоа. Ѓуладин му било името, а бил по потекло од струшкото село Лабуништа. Ти лежи историјава гледам дека те интересира колку што можеш повеќе да го надополниш твоево сознание за се што се случувало во Мариовско од памтивека, па се до ден денешен шеговито го потпраша Димче Ковилковски Цанета. Моево е долго и широко. Школијата многу убаво ми одеше. Јас засакав и историјата и географијата, многу добро го познавам говорниот француски, а така да речам ја засакав и археологијата, посебно историјата на уметноста, фреско сликарството, иако немам талент кон цртањето, му одговори Цане на Димчета. Може ли малку повеќе да ми кажеш нешто повеќе за живописот, посветен на Свети Ѓорѓија, кој е насликат овде во Карпава, на место во кое се вика Светец, како вистински учител по историја, Димче Ковилковски сега со повисок глас му го постави следното прашање на Царента Трпчевски. Најстариот лик на Свети Ѓорѓија најпрво директно е вклесан во базалтнава карпа. Вела дека светецов е задужбина на султан Селим III, великиот везир Мехмед Паша Соколович и везирот Арслан Вели Паша. Живописов со приказот на Свети Ѓорѓи сместен е во правоаголна насликана рамка, која во горниот дел завршува лачно. Во рамката е насликана лента од 3 линии. Во средината е црвената линија, која е најширока, веднаш до црвената од незината внатрешна страна е белата линија, а црната од надворешната страна. Централно поставена е фигурата на Свети Ѓорѓи на бел коњ, со развиорена црвена наметка како ја убива ламјата. Фонот е обоен со светлосина боја. Во долниот дел на фонот представен е Карпес Песијаш. Во горниот дел на фонот со старо црковно словенско писмо со бела боја испишено е името на светецот, раскажуваше Цане. Зоране, дојди понаваќе, дојди поблизу до срединава на Зовичкиот мост. Одовде, па се додека очите гледаат низ Карпиве, лево од нас е Селечка, десно од нас е Ниџе, со Кајмакчалан, Доброполе, Кравица, Железна врата. Овој карпес колорит што се протега пред тебе е кањонот Чебрен. Гледај, уживај, наслади се, ваква убавина нема никаде. Американските туристи го нарекуваат зелениот голем кањон Колорадо, по нивниот.
Сето ова што пред тебе се простира, сето што го гледаш до кај око ти стига е најголемата клисура во Македонија, Мариовската, а одовде на само 3 километри јужно од мостов започнува 50 километарскиот долг најголем кањон во Македонија, а според некои податоци 10 на Балканот, кањонот Чебрен. Кањонот Чебрен се распостила во Горно Мариово, го зафаќа средното сливно подрачје на река Црна, како простор представува специфична природна целина. Се распостила на 1000 квадратни километри. Кањонот Чебрен е дел од најдолгата клисура во Македонија, Мариовската клисура, која започнува од Скочевир, а завршува некаде пред Возарци. Црна река својот тек низ Мариовската клисура го поминува ни 4 морфолошки целини. Најатрактивен е третиот, Чебренскиот, кој започнува од призавојот на Црна, па се до Полошкиот манастир, продолжи со својата нова приказна врзана за Мариово, за Чебрен, Димче Корлуковски. Продукцијата Мариово филм, почитувани мои, ете се наоѓа овдека во Мариовско. Потоа речено дојдовме овдека во Мариовско да посетиме една од најголемите клисури во Македонија, Скочевирската клисура, која што е долга точно 38 км. Наминав во овој крај да направиме еден нов документарен запис, на кој што овој запис ќе го предадеме на поколенијата кои што ќе живеат и ќе доаѓаат во Македонија. Но, пред да ја видите во положение приказната за Скочевирската клисура, погледнете дел од оваа убавина, од овој колоритен рај, кој што му го подарила природата. Погледајте и уживајте. Ова е Скочевирската клисура. Ова камена област, ова колоритна убавина, која со векове ја ткае природата, недопрената од неуморниот Еригон, во себе крие многу богато и бројно културно-историско наследство. Овој кањон е дел од парче во земја која со милениуми се нарекува Македонија, дел од македонското кралство Пелагонија. Овде во кањонов живеа пелагонците, едно од 17 македонски племиња, сите сродни по јазик, македонска култура, македонски простор. Чебрен е нераскинлив дел од македонската древна кралска династија на Аргеадите, составен дел на Римската империја, Јустинијовата династија, која со Византија владеела 740 години, нераскинлив дел од Аморијанската македонска царска династија, која владеела 189 години со Византија. Династијата на Комнените, Самуиловото царство, Македонското царство предводено од македонскиот цар, царот Душан, македонските кралства и деспотства предводени од кралот Димитрија Волкашин, неговиот син кралот Марко, деспотот Јован Углеша, деспотот Ѓурач Бранковиќ, на неговата ќерка принцезата Ирина Комнен, позната како Мара Султанија, се нераскинлив дел од овој кањон, продолжи со својата нова приказна врзана за Мариово, за Чебрен, Димче Корлуковски. Во тоа време во Мариово постоеле неколку градови кои археологијата некои ги има откриено, потврдено, а други чекаат да бидат откриени. Покрај престолнината на кралството Пелагонија, градот Пелагон, кој се наоѓа на врвот висока, во Мариово, во Чебренскиот кањон, се наоѓал античкиот град Антанија, античкиот град тврдина Чебрен. Овде во Чебренскиот атар има безброј статуци од тврдини, бедеми, кастели, некрополи, ранохристијански светилишта, средновековни манастири и цркви. Овде има материјални предмети кои датираат од пред 5000 години, ако не и повеќе.
Да не зборуваме за некогашното Мариовско море и ја надополни димчевата приказната Чебрен Цане Трпчевски. Сега вака ќе направиме. Од овде од Зовичкиот мост ќе појдиме на Срецело во селово. Ако има мобилна мрежа, ќе му се јавиме на Петкота, операторот во Градесница, да го запали камазот, да дојде овде во Зович, да не собере и право за Чебрен, да одиме и го предложи мојот план на моите пријатели, Цанета Трпчевски и Димчета Којлуковски. Операторот Петко за неполни 30 минути го дотера мојот верен другар, стариот руски джип од марката КамАЗ. Тргнавме за Чебрен. По речиси 60 минути класкање низ карпите по планинскиот макадамски пат, во должина од 10 и кусур километри, стасавме до една ширинка во долината на Црна. Ова е кањонот Чебрен. Се наоѓаме во срцето на Чебрен. Од овде, од долинава до небоно, 1000 метри висина има. Само овде ваква широчина се наоѓа овде во Чебрен. Надолу е само камен, карпи, спили, длабоки вирови, заоблени камени корита, полни со вода. Од овде до Скочивир има точно 40 километри, толку далеко е и до Полошкиот манастир, кој тој припаѓа на Мариово. Секоја карпа овде, секоја спила, секој камен има дел од вековите што поминувале, ми велеа моите домајкини Димче и Цанко. Почитувани мои, заедно со мештаните од селото Зович и со мојот пријател Димче, еве овдека се наоѓаме во познатиот Чебренски манастир. Меѓутоа во науката попознат како Свети Ѓорѓија. Дојдов овдека во кањонот на реката Црна, каде што се планира да биде изградена една од најголемите водни акумулации во Македонија. Тоа е Чебренската акумулација, односно електраната Чебрен. Реков дека дојдовме тука во Чебренскиот манастир и дел од таа историја, ете ќе се видиме да ви доловиме и вие преку окото на камерата да ја спознаете. Зарамнетово плато зафаќа просторна површина од околу 50 на хектари, вклучувајќи ги и поблагите стрмнини, каде што се наоѓаат безброј остатоци од населби со корени уште од раната антика, од античкото македонско кралство Пелагонија. Овие ѕидини што ги гледа Зоране, вкопани во доломитскиве карпи, се сведоци за градот кој постоел. Да можат да зборуваат, па да ги раскажат многуте приказни за градот Чебрен, ќе биде многу убаво, ама ете, не можат. Одбрамбениот ѕид е изграден на околу 600 метри висина на деснава страна на кањонов. Градот екзистирал во времето на македонската древна држава, значи пред да дојдат на овие простори римјаните. Овде се најдени монети со ликот на македонските кралеви Филип II Македонски, Касандар, Антигона Гоната, Филип V и Персеј. Исто така овдека се најдени монети од градовите Солун, Амфиопил и Аркадија. Според пронајдените монети се претпоставува дека одбрамбените ѕидови и останатите градби се од тоа време. Градот Чебрен се распрострирал на околу 50 на хектари. Одбрамбените ѕидови на тврдината заедно со одбрамбените кули кои ги имало околу 200 на број, зафаќале околу 10 хектари, а само кастелот се распрострирал на 8 хектари високо над градот на околу 1000 метри, што значи дека Чебрен во антиката не само што бил голем град, туку и значаен административен, културен и индустријски центар. Чебрен бил рударски град.
Во него се топела железната руда, што се носела од рудникот од тој железна врата и од Мајден. Рудата од Мајден до попелницата во Чебрен се носела по воден пат преку реката Еригон, меѓусебно се ги надополнуваа приказните Чанко и Димче. Овде во Чебрен избраздениве карпи, спили, полни се со остатоци на темели од стари градби, со доцно античка и средновековна керамика, разни релјефни форми излабени во доломитниве карпи, како што се мелници за расно мелење на жито, додека пак на зарамнетите тераси се наоѓаат остатоци на неколку ранохристијански базилики, а на местото на денешнава црква, која го носи името на светителот Свети Димитрија Солунски, во минатото постојала многу голема манастирска црква како дел на манастирскиот комплекс Чебрен, посветен исто така на Свети Димитрија Солунски. Според написот што гледам овдека е 879 година граден манастир е. Имате покушај нешто тука за репаратура, но неизводливо и така и го оставиле овдека. Се гледа големи тврдини уште од пре нашата ера, дали ова римско, дали од Александара, може да и постаро од Еминда или од Други владетели? Од Александара, од Филипа. Меѓутоа се историја. Да. Велам на 1200 години старо е ова овдека. И штета што е тоа распаднато да е во западот па чуда нешто. Нажалост, тоа е тоа. Пишува овде нешто 6 којма не се дочитува. Чебренскиот манастир бил многу богат. Располагал со голем имот, имал свое црковно челино училиште, единствено во овој крај, од каде излегувале прочуени певци во источно-византиско црковно пеење. Од овој манастир произлегле сите свештеници за Маријово. Манастирот имал и голема библиотека. Манастирот многу пати бил разурнуван и повторно обновуван. Денешнава црква Свети Димитрија е од 15 век. Црквава имаше и иконостас кој датираше од 19 век. Денес црквата нема иконостас. Дојдоа, го земаа и се уште го немаат вратено. Одамна е земен, речиси има 30 години. Во историските записи е забележено дека овде во Чебрен има уште еден постар антички град, градот Анталија, каде што во време на 5 и 6 век од нашата ера представувал епископско седиште.
Во првата половина на 16. век Чебренскиот манастир бил жив манастир. Во тоа време во него живееле 100 монаси. Чебренскиот манастир, според историските податоци, се до 1334 година, кога бил освоен од царот Душан, се наоѓал во рамките на Византиското царство. Од 1334 година до 1365 година се наоѓал во рамките на Душановото царство, а од 1365 година до 1371 година под владение на македонскиот крал Димитрија Волкашин, а од 1371 година до 1395 година под владение на македонскиот крал кралот Марко. По задушувањето на првата Маријовска буна во 1565 година, стариот град Чебрен и манастирскиот комплекс до темел е разорнат, оставена е само црквата посветена на Вознесение Христово, која во тоа време била параклис. Зошто е оставена? Зошто турците не ја разрушиле, никој не знае. Едно предание вели дека тука во ова црквиче Мара Султанија се причестила. На местото на средновековниот град известно време постоело селото Чебрен. Селцето полека исчезнало, а останал само манастирот кој живеел се до почетокот на Првата светска војна, кога бил оплячкан, запален, а манастирската црква и 12 воденици разрушени, со неколку топовски гранати, а 100 монаси и 100 маријовски попови интерирани во Бугарија. Неодамна црквата е вообновена. Сето Маријово било имот на овој манастир. Најверојатно, манастирскиот имот била причината Маријово да биде самостојно низ вековите, ми раскажаа моите пријатели Димче Колуловски и Цане Трпчевски. Почитувани мои, ова беа само дел од многуте приказни што мене ми ги раскажаа моите пријатели Димче Колулковски и Цане Трпчевски, со кои нивни приказни јас ги надополнив моите сознанија за Чебрен. Ако сакате да се уверите во многуте приказни што мене ми ги раскажа моите пријатели Димче Колулковски и Цане Трпчевски, дојдете овде во Маријово, дојдете во кањенот Чебрен и уверете се.